Почитуван председателя на партијата на Обединети демократи на Македонија, господин професор доктор Живко Антуловски, почитувани членови, почитувани подржувачи, почитувани гости и присутни. Велат ако нешто трае повеќе од една година, значи дека ветува дека може да се постигне многу. Кога тоа нешто трае 5 години, значи дека може да се обстои на сите турбуленции. На сите турбуленции и предизвици. А она што трае повеќе од 10 години веќе прераснува во традиција која мора да се почитува. Затоа дозволете ми, во моје име и во името на членовите на ВМРО ДПМН да ви честитам 11-та годишнина од основањето на партијата на Обединети демократи на Македонија ПОДЕМ, партија која што од основањето до денес активно придонесува во демократскиот живот и политичката сцена на Република Македонија. Големината на една партија е во големината на љубовта кон татковината, но и мноштвото на идеи за подобра иднина на своите сонародници во земјата и надвор од неа. Токму затоа можам да кажам дека ПОДЕМ е многу поголема партија од партии кои денес екзистираат на власт, бидејќи и со примери и со дела покажале и докажале дека Македонија е нивниот идеал и дека демократските вредности, напредокот и подобрата иднина се нивната водилка низ ова 11 годишно функционирање. Партија која покажува во овие времења дека има кичма да се спротистави и да каже не на погрешните политики на власта, и тоа во периоди кога тоа е нималку лесно да се направи, и зашто знам дека наместо конформизмот и сладострастието на власта, го одбравте правилниот пат и застанавте со народот. Токму поради ова, со полна сигурност можам да кажам дека ПОДЕМ е нашиот верен сојузник и партнер во нашата борба за подобра иднина. Борба која трае и ќе заврши кога катастрофата наречена Зоран Заев, СДСМ, ќе замине во темната страна на историјата во Македонија. И вие, како и сите граѓани на Македонија, чувствувате дека Заев ја турка Македонија кон амбисот. Кон амбисот со целиот економски колапс кој што го предизвикува. Осиромашувањето на народот на сметка на личното богатење. Рушењето на достоинството на граѓаните и континуираното уништување на угледот и позициите на државата. Македонија во време на изгубениот Зоран Заев станува загубена држава. И затоа наша должност е за да станеме на овој пат на разнебитување на нашата земја. Заедно мораме да ги сплотиме силите, да ги избиеме редовите и да се спротиставиме на непогодата наречена Зоран Заев. Тој е веќе на колена и го покажува целиот свој очај и немоќ. Неговото блескање кое само тој го гледаше се претвори во беда и срам. Неговиот систем евро за бицето целосно ги замени европските вредности. Неговите квази реформи во судството и администрацијата се претворија во лична амнестија за криминалиите и максимално партизирање и приватизирање на институциите. Правото се претвори во неправда, а правната држава во полициска држава за прогон на политички неистомисленици. Свесни сме дека си имаме работа со однонародена власт, која се одлепила од реалноста, и истовремено заглавена до гуша во скандали, корупција и криминал, па станува се понервозна и пожестока кон својот народ. А колку повеќе удираат, толку повеќе народот се обединува во нашата борба. И кога ќе ми речат лошо е, одговорот е полошо е од најлошото. Кога ќе помислите дека е пробиено дното, власта не демантира дека има ново, уште поголемо дно. Така и во економијата. Нема пари, а буџетот се троши само за социјални трансфери и купување на социјален мир. И тоа може да функционира година-две, но не може така вечно. Управата за јавни приходи има дупка во прибирањето на даноци.
И тоа е така зашто народ нема пари, бизнисот трпи, а граѓаните влегуваат во уште поголемо сиромаштво. Ќе потсетам дека ветува 5% раст, а ќе бидеме среќни ако се постигне половина од тоа. Земјоделците макар мачат со откупот, а во здравството само успех има во наместените тендери. Се останато тоне. И она малку надеж што беше, а се однесуваше на брз напредок во преговорите со ЕУ, гледаме дека се претвори во нов неуспех. Датум за преговори нема, зашто Европската Унија констатираше отсуство на реформи и постоење на корупција. Нема одење во Европа со градоначалник кој физички се пресметува во својот кабинет, а обвинителството спие. Со генерален секретар на влада, кој не чувствува одговорност за скандалот во кој е вовлечен. Нема Европа со наместени тендери во здравството, за опрема која сега се плаќа 2 или повеќе пати поскапо. Нема во Европа со премиер кој договора мито од 100.000 евра за Вартоломеј и се впушта во криминал за 5 секунди. Нема во Европа со прогон кон опонентите. Македонците стануваат граѓани од втора категорија во својата земја. Сменето име, историја која Заев ја прекројува како ќе му текне само за достане на власт. Почитувани пријатели, имам една добра и една лоша вест. Лошата вест е дека Зоран Заев создава изгубена и упропастена држава. Добрата вест е дека ќе ги победиме и ќе ги победиме силно. Ова мора да престане затоа што е премногу. Затоа, нашата борба е за Македонија која вистински ќе оди напред. Мојата визија е за Македонија која ќе биде членка на Европската Унија. Држава која сериозно ќе се бори против криминалот, корупцијата и неправдите. Овој канцер која гуши земјава десетици години мора да биде победен. Мојата визија е за Македонија која ќе биде технолошки тигар на Балканот, со развиена економија, која ќе биде место каде ќе се случува технолошка и економска експанзија. Мојата визија е и нашата борба за Македонија, која ќе има квалитетно здравство и образование, која ќе нуди поддршка на земјоделците преку загарантиран откуп. Мојата визија и нашата заедничка битка мора да биде да го сочуваме достоинството на секој еден граѓанин. Затоа ни е потребна обнова. Обнова во секој еден руиниран сегмент на општеството. Доаѓа ново време кога политиката мора да биде работа на принципи, разум и труд. Многу работа и честност. Јас во мојот живот немам заработена нешчастно ниту пенка. Имам принципи на кои ме учеле од мал моите родители. Тоа го барам од секој еден мој соработник. Ова обнова за која зборувам може да ја донесе оваа нова генерација на политичари која мора да ги победи старите ликови од транзицијата. Тоа е можно и тоа заедно ќе го направиме. Сметам на Подем, верувам на незината сила и Подем е еден од нашите најверни коалициони партнери. Ништо во животот не е лесно и не е брзо, но подобро да победиме во тежок исцрпувачки маратон, отколку да бидеме поразени на краток и молскавичен спринт. Нека ви е честит роденденот и посакувам уште многу години обстојба на македонското политичко небо. Ви благодарам и да сте ми живи и здрави.